повторно во рамки на таа серија меѓуинституционални средби за следење на динамиката на реализација на планот 18, меѓутоа генерално во обид да собереме конкретни аргументи за да ги убедиме земите членки и да ја убедиме Европската Унија дека Република Северна Македонија секој ден се менува во сите аспекти кои што ги проценивме како приоритетни во овој период, а се разбира дека состојбата со медиумите е едно од најсензитивните и најклучните прашања и во поглед на транспарентноста, во погледот на слободата на говорот, во слободата на медиумите, и мислам дека во овој дел навистина имаме доволно аргументи за што да покажеме дека не само што носиме реформски решенија, односно добри законски решенија, туку и во пракса состојбите се менуваат во државата, а еден од добрите примери како се менуваат состојбите во практичниот живот е состојбата со медиумите. Така да, прво благодарност до агенцијата, меѓутоа и до членовите на Советот за оваа средба, каде што имавме можност да направиме еден отворен разговор. Прво, што може државата да направи за агенцијата да ги има сите услови, предуслови за независност и ефикасност во своето работење, меѓутоа се разбира и што агенцијата ќе направи во обезбедување на таа слобода на медиумите, и во зборевме и за говорот на омраза, и за лажните вести, меѓутоа особено во пресред на претседателските избори, каде што ќе биде исклучително важно да се обезбеди фер компетиција, односно надпревар помеѓу политичките партии, односно кандидатите во овој случај, бидејќи навистина ќе се повторам, меѓутоа ова е суштински важно. Овој пат е помалку важно кој ќе биде председателот, кој ќе биде владата утре, колку што е важно каков изборен процес ќе имаме. Каква зрелост ќе покажеме како институции, а треба да покажеме зрелост на институции кои што се спремни да влезат во европското семејство. И мислам дека улогата што агенцијата ја има во покажување на таа зрелост на независните институции ќе биде особено вреднувана од страна на Европската Унија и од земите членки, така да мислам дека од овој разговор денеска јас извадив и заклучоци кои што планирам да ги пренесам и денеска на влада за сите услови за обезбедување на финансиската, правната или било каква самоиздржливост, независност на агенцијата во вршење на својата исклучително важна улога. Поведете па после на албански разговор. Денес имавме средба со вице-премиерот и неговите соработници. Благодарни сме на посетата и агенцијата ќе ги вложи сите напори во наредниот период, како што го правеше тој и до сега, 100% да помогне во добивање прво позитивна препорака и извештај на крајот на мај и отпоштување на преговорите за членство на Република Северна Македонија во Европската Унија. Тоа ќе го покажеме првично со беспрекорно спроведување на изборниот законник за време на претседателските избори во координација со другите државни органи кои што го спроведуваат изборниот процес, но се разбира и со имплементација и целосно практикување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Законот за медиуми, се со цел да докажеме дека се исполнети условите Република Северна Македонија во јуни месец да ги отпочне преговорите за членување во Европската Унија. Ние како институција сметаме дека сме апсолутно подготвени и таа своја подготвеност и позитивна енергија сакаме да ја префрлиме, да ја помогнеме на владата во сите области да го постигне посакуваниот резултат. Тоа е резултат за целата држава, не само за агенцијата и за владата.